Почитувани сограѓани и почитувани медиуми. На половина од мандатот на градоначалникот Илија Јовановски целосно се разобличува ветениот лажен живот за сите во Прилеп. На местото на овај објект позади нас, градоначалникот Јовановски во неговата предизборна програма ветуваше дека ќе се гради зелена површина. А сега, тука, негови роднини градат стамбена зграда. И самиот Јовановски јавно на пресконференција призна дека негови роднини градат токму тука на таа локација, па останува нејасно каква зелена површина планирал градоначалникот да никне на оваа место, освен доколку не се работи за зелена зграда. Ова е типичен пример за тоа како Јовановски и СДСМ манипулираа со гласовите на граѓаните и бесрамно лажеа. Само и само за да дојдат на власт. Сега, кога видоа дека се прочитани, одново лажат дека она што го ветувале за 4 години, ќе го изградат само за 2 години. Па и целата механизација од целата држава да ја донесат во Прилеп, ќе биде малку за да го изградат сето она што го напишаа во нивната лажна предизборна програма. Кога веќе сме тука, ќе подсетиме и на останатите проекти за урбаната заедница РИТ, кои Јовановски ги ветуваше, а денеска не се ниту на повидок да се реализираат. За граѓаните од оваа местна заедница, градоначалникот ветуваше реновирање на местниот дом РИТ и негово ставање во владение на граѓаните од оваа урбана населба. Зелено пазарче во паркот кај театарот, повеќе паркови површини, како и отварање на детска градинка во просториите на стар Ритекс. Ова беа проектите за кои граѓаните од оваа урбана населба му дадоа доверба на Јовановски и гласаа за него за прв човек на општината, а не за згради и за приватни објекти. За жал, како и во останатите урбани заедници, и овде Јовановски и СДСМ ја погазија довербата на граѓаните и сега се соочуваат со нивниот огромен револт. ВМРО ДПМН ќе продолжи да го разобличува лажното владење на овие фотеља политичари, но што е и уште побитно, ќе понуди реални решенија за проблемите на граѓаните. Ви благодарам.